Тројца доктори и една медицинска сестра од инфективната клиника се заразени со коронавирусот. Сите се со полесни симптоми на домашно лекување. Од Министерството за здравство велат дека во моментов нема случај на кластер или поголема бројка на заболени од ковид во склоп на скопските клиники. Десетина дена пак откако на клиниката за нефрологија се заразија повеќе од 20 вработени во исто време. Ману се уште утврдува дали персоналот е заболен од новиот сој на коронавирусот. Анализи за секвенционирање на британскиот сој траат најмалку една недела. Во текот на викендов Ману дополнително земаше брисеви од здравствените работници на клиниката за нефрологија за да се извршат анализи. Од Министерството велат дека нема нови потврдени случаи на заболени од британската мутација на коронавирусот до сега. Ману во моментов испитува и дали во други градови го има овој нов сој. За сега според здравствените власти нема потреба од паника, но велат будно се следи состојбата. За сега нема препорака за друг тип или дополнителни превентивни мерки. Доколку ескалира ситуацијата, здравствениот систем е спремен и поставен, а во било кој момент испразнетите оделенија можат повторно да станат ковид центри. Нема простор за паника, но мора да продолжиме со почитување на мерките. Во Македонија до сега се регистрирани тројца пациенти позитивни на британскиот сој на коронавирусот, за кој епидемиолозите велат дека е за 70% позаразен. Британската мутација ја однесе и првата жртва во Македонија, 46 годишен маж, кај кој бил диагностициран овој сој, починал во приватна болница 4 дена откако бил примен на болничко лекување.